како Бог не допре, живееме за Него да го прославиме. Се што правиме е за Негова слава, да Него го прославиме. И многу брзо потоа, ја веќе бев, имаме 5 деца, и бев тогаш бремена со третото дете, имав лоша крв, анемична, многу лоша анемија, и сега згора на тоа уште бремена, во бременоста крвта паѓа, ветер станува. Така би требало да биде. Но Господ кога ме допре, кога ме исцели, јас кога се исполни Светиот Дух, кога влезе во мене длабоко, од истиот момент, веднаш потоа, пред тоа пушев цигари. Не можев цигара да запалам кој. Никој не ми рече не смееш. Знаете, луѓе, навистина ние знаеме умствено, ова не смееш, она не смееш, она не смееш како христијани. Не е тоа поентата. Поентата е дека не сакаш. Не сакаш. Затоа што и по навика си одиме од црква, од заедницата кај што бевме, по навика треба запалиш цигар. Не можев. Можев да го направам тоа, но толку бев исполнета со светост во мене. Знаев дека нешто светот ме допре и живее ме продре во мене. Не сакав. Не сакав да земам цигара и да го испркам тоа, да го растурам, да го изволкам. И кога ние на тој начин одговараме на нашиот Господ Исус Христос, што не смеам, или овој ќе ме види. Не сакам, Господи, сакам Тебе да те прославам. И Господ ми прозбори, ми даде, не со глас, ми даде убедување дека, зашто навистина бев ослободена од цигари, ослободена, и Господ, ти си исцелена. И бидејќи бремена, сега не можеш да си играш со јас верувам да ти треба црно на бело. Бог вели, верата не е црно на бело доказ да бараш. Јас бев убедена дека сум исцелена. Како бремена жена да правам контроли, и контролата, тестовите кажуваат дека не е добра крвта. Но симптомите од Светиот Дух, од Божјото присуство ми велеа друго. Ми даваа енергија, ми даваа сила, ми даваа убеденост, ми дадоа вера, да не верувам на тестот, туку да верувам на Бог. И седе повеќе време, зема околу 5-6 месеци да тотално резултатот, поготово и Бог така милуваше, да кога во подлабока бременост треба крвта уште полоша да станува, мене преку ноќ ми ја направи, преку ден не преку ноќ, затоа што утрото правев контрола и отидовме, јас од Битола потекнувам во Битола да ги посетиме моите. До вечерта ми стана лошо, морав да одам пак на лекар. Ми стана лошо, зошто? Не ми беше лошо, ама веќе пред пореди. Тестот излезе фантастичен, добар. И докторот вика, ова не е возможно, ова е грешка. 3 пати ми направија повторно тест, за да проверат каде е грешката. Грешката е кога не веруваме на Исус Христос. Грешката е кога очекуваме да видам добар тест, па ќе ти верувам, Господи. Грешката е кога ќе слушнам мојот брат или сестра или пријатели кои имаат многу добри намери, викат, бремена си, ама пази се, тоа е многу добар совет. Но кому верувам? Кому верувам? Кој глас е посилен во мојата душа, во моето срце? Затоа што во овој свет каде што живееме има многу гласови. Многу се силни. Божиот глас е тивок, но силен. Треба да сопреме и да го чуеме. И кога ќе го чуеме, да постапиме. Со сета почит кон сите околу нас, на Бог мора да му дадеме право место. Не на лекари, не на сопруг, колку и многу да го сакам, да ме сака и живееме заедно, градиме. Господ нашиот однос го гради во домот, во Божиот дом, но само под еден услов, под повеќе. Но мора Божиот глас да е на прво место. Мора да јас секој ден го слушам Божиот глас. Јас без тоа не можам, вие без тоа не можете. И знаете, браќи и сестри, ако Господ ми исцели мене, и тоа ми исцелило многу пати,
ќе ти исцели тебе. Амин. А ако Господ ме спаси мене од каде бев, ќе те спаси и тебе. Амин. Ако Господ ме спаси мене и тебе, сака да ги спаси тие што се надва, што не се. Амин. Сака да ги исцели, сака да ги ослободи, сака да му даде нов живот и сака за нив умре, сите да одат на небо. Амин. Но тоа прво почнува со тебе, со мене. Со јас да го слушам Божјиот глас. Со јас да одговорам на Божјиот глас. Со јас да се фатам на работа. Која ми е работата? Да се дружам со Исус. Тоа ми е работата, да се дружам со Исус. Не светот да го слушам, туку Исус. Оти тој има живот вечен. Да седам во Словото, да го читам и да слушнам и послушам што Бог кажува. Бидете благословени на вистина. Јас од цело срце копнеам да сите што велат дека се Божјо дете, што вели дека сум христијанин, да прави она што Бог му зборува на срцето. Амин. Бидете благословени.